Општина Кочани не се откажува од барањето начин за довршување на улицата Гоце Делчев во Оризари, откако не доби пари од Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој. Иако беше најавувана како приоритетен проект за асфалтирање, досега немаше градежни активности. Таа е една од главните сообраќајници што се користи и како влез во населбата. Сега е полна со дупки и кал, па практично неупотреблива при пообилни врнежи. Иницијативи за нејзина изградба имало повеќе пати, а на седниците на Советот се поставувале и конкретни барања. За жал, досега сите биле без резултат. Градоначалникот да каже дали има шанси да успееме со наши средства или со некои други залагања да видиме и оваа улица како главен влез за во Оризари да биде направена. Ветувачки одговор дојде од градоначалникот Димитровски, при што тој најави дека во план е улицата да се заврши по целата нејзина должина. Значи ќе се продолжи и на југ и на север улицата Гоце Делчев и очекувам дека тоа ќе биде завршено до крајот на 2014 година. Значи оваа година, што не е влезено во досегашните програми целата, беше влезено само еден дел, меѓутоа очекуваме дека ќе добиеме средства за заеднички општината, заедно со средства од владата и од ИП програмата ќе го решиме. Изградбата на дел од улицата Гоце Делчев во должина од 400 метри е отпочната. Извршено е тампонирање, а поставени се и рабници. Тоа значи дека е дојдено до завршна фаза за решавање на проблемот со атмосферската и фекалната канализација. Останатиот дел од улицата до поврзувањето со патот кон Виница треба да се изгради од почеток. Според градоначалникот Димитровски, во план е изградба и на другата Кејска улица. Имаме најава дека можеме да решиме и десната страна, значи Кејската улица, која што ќе значи решавање на комплетните кејови двата на Оризарска река во населбата Оризари. Иако не беше кажано колку средства се очекуваат да се добијат за оваа намена, оризарци се надеваат дека конечно ќе добијат пристоен влез во населбата. Преку него, освен патничките, без проблеми ќе можат да влегуваат автобуси и други тешки возила.